Славица Димитрова од Кочани е лице со оштетен вид, но тоа за неа не представува пречка за да може да работи самостојно и да создава уникатни парчиња накит. Започнала со помош на други лица да прави накит од бисери, глина и пластелин, за денеска тоа да го работи сосем сама. Вели почетокот бил тежок, но денеска за неа не представува проблем, па затоа сака да почне со изработка на ташни од монистри. Мојата идеја за изработка на накит едноставно произлезе преку тоа. Едноставно мотивот и желбата се неизмерни за работа. На некој начин преку тоа сакам да ги мотивирам и другите лица кои имаат без разлика било каков хендикеп да не го гледаат тоа како пречка. Самиот почеток беше малку тешко, бидејќи јас тоа самата почнав да го работам без немав претходно никакви обуки. На почетокот ги изработував со помош на други лица, меѓутоа сега почнав да ги изработувам сосем сама. Значи има изработки на накит од бисери, од полимерна глина. Тоа е као еден вид на пластелин, се изработува, потоа се пече и така се изработува. Имаме и други идеи, понатака желба мислам ми е да изработувам исто така и ташни од монистрите, меѓутоа тоа е малку потешка изработка. Ова представува гордост, вели председателот на Националниот сојуз на слепи лица. Оти лицата со слаб и оштетен вид се чувствуваат корисно, создаваат и заработуваат. Посебно ми е чест и задоволство кога слушнам дека и Цаци со свој труд, почнала да работи, своја изработка си прави и посакувам и нези многу успеси и на сите други членови кои што мислат и кои што можат за било која друга работа да можат самите да се вработуваат и да си заработуваат. Во оваа прилика се упати апел до надлежните институции повеќе да се ангажираат кога се во прашање потребите и барањата на слепите лица. Како приоритет е проблемот со инфраструктурата. Користам да упатам апел до надлежните институции и до локалните самоуправи на сите општини кои ги покрива нашето здружение за поголема соработка, поголем ангажман и подобар слух би рекол за нашите барања и нашите потреби. Како и секаде, така и во нашата општина, бетонските бариери се поприсутни за самостојно движење на слепото и слабовидо лице. Кочанското здружение за слепи лица и лица со оштетен вид брои околу 100 члена и е едно од поактивните во државата.